Диви свињи пустошат во Чешиново Облешево. Им ја јадат маката на земјоделците. Десетици хектари под пченка, компир и лојзе се целосно уништени од крадата дивеч. Најголеми штетите се во Новоселани, каде лозовите насади се речиси целосно уништени. Па најголема штета има од дивечо у лојзето, негде од 30 до 40% оштетено е, али тоа еднос уште ќе се оштетува. Колку површина е лојзе? Па површина имам 8 декара лојзе, од тоа едно од 3-4 декара е више суредено. Вечно време да они доваѓат, така да земат, јадат го, бутат го, значи штетата ја прават, ријат. Највише имаме што они го почнаа веќе да го јадат, да го бутат од самата лозанка. Големи штети има и кај компирот, па сега наместо да бројат ќар, земјоделците бројат загуби. У пари се моментално компиру, не знам како оде, шо оде, ама 20 динара сигурно оде. Тие се до сумара компир, сигурно ќе ми покријат неколку други трошкове по нивата. Нафта 40% што се вика, други ред работи и тоа е. Од дивите свињи, но и од лисици, земјоделците се обиделе да се спасат на свој начин, но фајде нема. Се оду моментално со стоп и со радија, купува радија, постава радија, секој вечер тоа попука, доваѓам у 9 сата, го пушта, свалим у 5,5 сата, доваѓам со пиром, нема фајда ништо. Она пак доваѓа. И како да се справиме со друг начин. Поради ова, земјоделците бараат помош од општината, но и од ловџиите. Тврдат време за хајки е само кога тие трпат директни штети од дивечот. Преку зима ги лова за јадење, не да бранат штетата наша, да го спасуват полето од штетниците. Они степат зимно време кога треба да се јаде, а не да сега да ги гонат дивечот тука. Сега нека не спасат, да не остане пченката не оштетена, бабчите, компиро, луизињето, ево дечките имат луизиња по неколку декари, нема 70-80% оштетено лојзето. Проблемот со дивите свињи во реонот на Чешиново Облешево и Проби Штипско ги имаше и лани, но овој пат поради сушата, дивечот во потрага по храна се спушти многу блиску до селата, а последиците од нив се големи. Ова е уште еден проблем за земјоделците по екстремно ниските температури во зима, но исто така и екстремната суша во лето.